Брат. Play Cafe на Play Radio. На 35 минути после 12 часот продолжуваме понатаму со програмата. Ви најавив дека имаме гости во студиото затоа што во сабота 30 септември по Центарот за култура браќа Миладиновци во Струга, членовите на драмското студио Миладин ке одиграат премиерата на представата Љубов во Струшко Нерези. Станува збор за урнебесна комедија во режија на Ристе Миладин. Во љубовта и војната нема правила. Нашата таса тоа го сфати здраво за готово, па така влегувајќи од една игра во друга, се сплетка во сопствената мрежа. Дали нејзината сестра Воскра ќе биде дел од таа валкана игра, или ќе го послуша нејзиното срце, или пак можеби дојчин ќе ја граби таса. Сепак, сите се прашуваат кој е таткото на бебето, кој е мајсторот што ја најаде со граф таса. Ова стои во содржината на представата, но ние деталите ќе ги дознаеме од режисерот и дел од актерската екипа. Наши гости се господинот Ристе Миладин, режисер на представата, Ива Шајноска, која што ја игра улогата на Воскра, и Милан Блажевски, кој што ја игра улогата на Тасе. Господин Миладин, по содржината која што ја прочита, видовме дека ќе имаме можност да погледнеме една урнебесна комедија, ќе се насмее струшката публика. Навистина живееме во едно доста стресно време на многу начини и смејата ни е потребна на сите. Кажете ми од каде е инспирацијата за ваква представа? Добар ден на сите во студиото и на сите слушатели на вашето радио. Мило ми е што можам да контактирам непосредно со слушателите и на краток начин да објаснам за представата што во сабота следува. Представата Љубов во Струшкото Нерези е еден текст напишан од сограѓанката Татјана Трифуновска, сега Ѓоршевска, уште во помладите години, која што тоа го гледала или доживувала во тој период. Татјана Трифуновска, се извинувам, ќе ве прекинам, ја познавам лично, ете случајно испадна, така што ми е јасно од прилика како вид на уметност ќе имаме можност да видиме. Таа е писателката, па дојдовме во контакт, таа знаејќи дека јас припремам драми уште во школските денови, ми се обрати за помош да го подредиме нејзиниот текст што го имаше пишувано. Па така успеивме некако да ја дотераме малу драмата, да ја сузбијаме, да ја... Зборуваме за докторката Татјана. Да, за докторката. Добро. Сега, ама тога беше средно училиште учеше тога. И така, после известни години, па бога ми 20 на години, помина откако повторно се сретнавме и мене ме заинтригира тој текст, реков сега е моментот да го спроведиме. И тука ми беше целта да направам една паралела на живеењето во село во минатиот век и живеењето на село и во град денеска. Што е многу интересно, малку сплетките не беа својствени за денешните актери, да речам, што ги играат улогите, бидејќи не го познаваат тоа живење од тогашниот век. Вака приказнава е измислена или вистинска? Како што ми објаснуваше писателката, Добро. Татјана, сите настани се вистинити. Добро. Но можно е некои од лицата да се измислени. Така, за да се добие комплетната содржина, добро? Да, а секако мислам дека можат и да се препознаат кои се тие. Денеска се сигурно постари луѓе, тие млади што го доживеале тоа нешто. Кога се работи ваква представа или кога се пишува ваква книга, се пишува всушност дека секоја сличност е случајна. Да. Добро? Да. Представата, можам да кажам дека екипата ја прифати многу позитивно и многу радосно и баш сакаше да се сретни со
со таквиот начин на живење, на однесување, на живење и почнав на некој начин така да ја припремаме. Имаше малу потешкоти, бидејќи разликата е многу голема од минатиот век до овој век. Но мислам дека екипата ми е многу солидна, многу успешна, морам да ги пофалам на сите од прв до последен и се радувам што така успешно ја играат својата задача поставена се разбира од мене. Така да позборуваме сега со дел од пофалените? Може. Ајде, дел од актерската екипа. Ќе започнеме со Ива. Ива, објасни ми која е Воскра, кажи ми како ти ја доживуваш и како успеа во процесот на вежбање и учење на текстот да влезеш во таа улога. Па вака, Воскра е една од трите ќерки на Тронда. Таа е всушност помирна и поповлечена и ненадејните случаи го менува начинот на живот премногу. Ама затоа ќе дознаете во сабота, нели? Така. А и искрено, играјќи улога која живеела во минатиот век, кога не сум ни била родена, е навистина тешко. Но сепак, нашиот прекрасен режисер не упати многу добро во играта и во ликовите и мислам дека многу убаво ја доловив улогата на Воскра. Тоа може да го каже нашиот режисер, а исто така и публиката. Така, ќе имаме можност да видиме во имате сабота. можност да видите во сабота. Ова беше едно прекрасно искуство, искрено за мене. Јас сум член уште од прво одделение во драмското студио и вакво достигнување да сум лик во некоја комедија, во нешто волку големо, е исто така преголемо искуство за мене и ќе го памтам за секогаш. Сега, кога веќе спомена дека си од прво одделение во драмското студио Миладин, освен ова, има некоја представа така што ти оставила впечаток, верувам си играла многу представи, но има ли некој лик кој што и ден денес те плени и те освојува? Во представата Петар Пан ја глумев улогата на Венди. И тоа некако ми остави многу впечаток и таа драма ќе биде да речеме една од многуте што ќе ја паметам за секогаш. Организацијата и деновите... Чекај, тоа беше ова што се играше периодов што имаше 7 или 6 нови играња? Пролета. Не, пролета. Аха, добро. Да. И да, таа драма ќе ја памтам дефинитивно за секогаш. Прекрасно, имавме прекрасна прослава во нашата барака. Си поминавме прекрасно. Верувам, функционирате како едно семејство, посебно вие кои што сте членови долго време. Да, функционираме како едно семејство и сите, убаво е што сите си помагаме, се почитуваме и се надополнуваме на некој начин, си помагаме да ги усовршиме улогите со кои првпат се среќаваме. Така. Мила, најде да позборуваме за улогата на Тасе, тој не е споменат во кратката содржина која што ја прочитав, така што за него ништо не знаеме. Да, не е споменат во кратката содржина. Тасе е син на Торпеј и Торпејца. Тој е тешко заљубен во Таса и... Тешко заљубен, добро. Да. И верува дека и таа е во него заљубена. Добро. Но потоа дознава дека исто така и таа е трудна и затоа сака да се венчаат тие. Но потоа тој дознава дека детето не е негово и потоа тој се заљубува, а затоа ќе оставиме за сабота да видиме во 20 часот. Така, навистина треба поголем дел да се остави во сабота, затоа што измешана е работава, во приказнава многу. Господине Миладин, да позборуваме за билетите и за како може да си набават билети сите оние кои што сакаат да ја погледнат представата и колку публика очекувате, колку стружани научија да ја почитуваат ова уметност како што сакаат актерите да кажат на штиците што живот значат. Еве вака јас би почнал во кратки црти, да не должиме многу.
Јас веќе работам со драмското студио Миладин на театарскава аматерска сцена 55 години. Така. Самиот назив, само во укажување дека работам 55 години во струга со театарот и имам остварено преку 100 представи и уште толку и повеќе репризи, укажува на тоа дека публиката сигурно не сака. Иначе, ако не сме биле добри, сигурно ќе не отпишала. Ќе не шкартирала уште во почеток. Така и веројатно немаше да подготвувате представи затоа што ќе имавте празна сала. Да. Добро. За целото драмско студио и конкретно за мене, најголемиот мотив е публиката. Публиката ми дава сила, публиката ми дава поттик да работам. И се разбира, на второ место доаѓаат актерите кои што многу ме почитуваат како другар, како родител, како пријател, како брат, како татко и така натака. Тоа ми е многу важно, што имам изградено еден таков однос со актерите, кои, ето и ден денес што не се членови, се уште си се почитуваме и си контактираме. Представите ги избираме по находување, како да речам, по избор на денешнината, на случувањата што се случуваат, на настаните кои што некогаш биле, а ние ги преработуваме во денешна... Ги адаптирате практично. Ги адаптираме, да, на денешно живење. Сега, во продолжение на работењето на драмско студио Миладин, како што веќе најавивте, значи следната премиера е на 30 септември во 20 часот во просториите на Центарот за култура Браќа Миладиновци. Се надевам, како и многу пати што досега се остварило, салата ќе биде преполна. И секогаш имате символична цена на билети, што е многу убаво за секој да може да си дозволи, така? Да, не работиме за пари. Јас можам да кажам дека јас сум единствено студио или организација или група која што работи без средства, без наплата, како што сите го вршат тоа, им наплатуваат на аматерите. Кај мене е мотото, аматерот е должен да даде од своето слободно време, така, а не да наплатува за да разонодува некого. И сега да му земиш пари на таков човек е греота. И затоа јас не наплатувам ништо, без пари работаме. Так. Се разбира, имаме помош од пријатели, од донаци некои така мизерни, но обстојуваме. Обстојуваме затоа што работиме со љубов. Така, љубовта е пред се. И се разбира, најголемиот поттик ни е Господ. Тој не одржува, тој не поттикнува и ни дава сила да одиме понатаму. Така, кажете ми, споменавте дека веќе 55 години вака функционирате, кажете ми, сите оние кои што сакаат да станат членови на драмското студио Миладин, дали може би сега имате уписи за тоа, не сум ниту јас упатена, па еве да објасните? Вака, мотото на драмското студио Миладин е: она што сакаш да бидиш, а не си, можеш да го постигнеш во драмското студио Миладин. Многу се прашува што значи тоа. Па тоа значи, ако сакаш да бидеш кралица, ти не си кралица во животот, но кај Миладина можеш да постанеш и кралица. Така, се влегува во улоги кои што во животот така, ги немаме. Затоа се викаат и штици кои што живот значат, добро? Така. Членството, ние имаме едно солидно членство од 30 актери, се разбира, кои што во периодот се менуваат, некои заминуваат на факултет, некои се мажат, се женат, па немаат време, но затоа се надополнуваме со други генерации, а секако дека се зачувуваме и од постарите. Некаков класичен упис или запишување не вршиме, добро, затоа што имам препуштено јас на самите актери
да привлечат свои пријателки, и кој кога ќе почувствува дека е подготвен, тогаш да кој дојде. што мисли дека може да почне, ќе дојде и се разбира. Јас си вршам пак аудиција, испитување, проби, за да видам колку е умешен, колку може, колку уме. Сега фативме една друга тема надвор од представата, ама не сте ни биле гости, па затоа мора и овој дел да го покрием. Сега кога го споменавте тоа, ви се случило некогаш да дојде некој што има желба, вака народски кажано, ептен не го бива? Што правите со тие деца? Има многу случаи такви, сега јас не сакам да исмејувам. Не, далеко од нема да споменуваме ниту имиња, ништо, само каков е психолошкиот момент тогаш, како ќе му кажете не си за тука. Во таков случај да не бидам груб, да не го отврлам со некој разочарување. Така? Ќе му дам во почетокот да биде некаков статист, па некаков помошник, па нешто да додават, да одземат. И ако самиот увидит дека не напредуваат, така ќе си оди сам. Што другите напредуваат, добиваат и главни улоги. И може самиот да увиди дека овде не ми е местото. Така. Пример, еден дојде, сакал да глуми, добро, ајде прочитај ми го текстов, и тој чита и ха. Готово, фала, пријател му велам. Така. Така, имаме и една пријателка која што е актерка по професија, но се занимава со нешто друго и не живее во земјава, и ми објаснуваше како се учи тоа театарско смеење и театарско плачење исто така, но тоа е сега сосем друга тема. Зборувавме за тие што не ги бива. Сега сериозно кажете ми, дали во Струга од тие кои што дошле кај вас има вистински таленти кои што потоа ќе продолжат на академија, на драмска академија во Скопје? Имаме ли ние актери во Струга? Имаме една актерка од Охрид, Сара Климовска. Може ли да излезе од Струга некој талент кој што ќе го гледаме и по театри, други, исто така во филмови? Има таков потенцијал? Тоа е комплексно прашање, затоа што одговорот е многу помешан, како да речам. Зошто? Неколку во изминатиот период од членовите на драмското студио Миладин покушале да се запишат, но како оди тоа запишување може да ни биде познато, затоа одговорот не може да биде комплетен и искрен. Така, добро, дали има таленти големи? Има. Добро. Има. Чим студиото обстојува 55 години со аматери, и то, како да речам, влюбеници во театарот. Так. А тоа во професионализмот го нема, таму работат парите, не интересот, а не љубовта. Така. Потом, во еден период од моето работење водителско и новинарство, кога бев многу помала, гостинка ми беше Снежана Коневска Руси, и ми објасни како оди тоа запишување на драмски, но нема да зборуваме за тие теми. Уште еднаш ќе потсетам, сабота, 30 септември, Центар за култура Браќа Миладиновци Струга, членовите на драмското студио Миладин ќе одиграат премиерата на комедијата Љубов во Струшко Нерези. Билети може да си набавите на билетара, убаво да се насмеете, да погледнете една убава, иако еве велите аматерска, јас сакам да кажам професионална актерска игра, и нешто што на Стружани им е потребно, затоа што културата во сите домени треба да ја негуваме. Многу ви благодарам што бевте дел од денешното издание на емисијата Play Cafe, ми го разубавивте денешното издание и секако дека се гледаме во сабота. Мило ни беше. Така, продолжуваме понатаму со денешното Play Cafe. Ни остануваат уште 60 минути време за дружење. Останете заедно со нас.